Македонскиот топ модел со интернационална кариера Катарина Ивановска, гостинка во студиото на Репортер. Катерина, здраво. Здраво, Сандра. Драго ми е што ја прифати поканата да дојдеш во студиото. И ако не ја прифатев, ќе заборавам на телевизија затоа што ќе се породам кај да е. Еве ми го иззема. И после, уште не знам треба да попорасне детето, па да почекаме да те поканиме да најдеш време за да дојдеш. Кај да ќе влезеш во 9 месец. Да. Од бременоста. Точно. Те фаќа ли паника? Како ја поднесуваш бременоста? Не дека ме фаќа паника, но нормално кога се ближи терминот, нели? Се прашувам дали сум спремна, дали сум купила доволно облека, дали морам да признам бабите испрале све како све што треба. Спремно, така? Све е спремно и се чека Кира да дојде. Кира? Кира, да. Пред некој ден напишавме дека бебето ќе се вика Кира и дека е девојче, зошто Кира се? Прв пат го слушнав Кира пред 5 години во Скопје или 4, не знам. И многу ми се допадна. Татко ми е Киро, но сите почнаа да пишуваат дека поради него, не е поради него, но еве случајно спонтано испадна така? Машка верзија, тоест женска верзија, нели Кира. И мислам дека и она е исто пресреќен. Вања е синот, по кого е крстен Вања, од каде идејата за тоа? Тоа има кога веќе сме кај имињата на децата? Вања по никого не е крстен, но случајно на мајка ми сестрата, тетката моја се вика Вања, тоест Вањушка, ама не е ни по неизе. Туку многу ми се допаѓа Вања дека може нели и женско и машко да го носи. И за првото не бевме сигурни до 4-тиот месец дали е машко или женско, па јас реков нека има име Вања, што и да биде ќе го носи Вања името. Так. Како изреагира кога дозна дека носиш женско дете со оглед на тоа дека првото е машко? Да. Си размислуваш ли еве сега уште една Катерина? Сестра ми има двајца синови. Татко ми, тоест јас и сестра ми сме пораснати како машки, затоа што татко ми цел живот сакаше да има син. Првото беше синче. И сега кога му кажав на татко ми дека е внука, дека ќе добие внука и дека јас ќе добијам керка, беше пресреќен. Но јас морам да признам дека ние првото сакавме да е керка. Така. Па кога добивме син, сега и второ викаме дај да е син. Ама мислам дека заслужувам една наследничка моја, затоа што Вања е копија на татко му. И се молиме сите барем ова да личи на мене, женско е. Кога сме кај имињата, како ја поднесуваш бременоста? Со оглед на тоа дека е втора бременост, дали ти е полесно или потешко од претходната? Па потешка ми е затоа што потешка е тоа кога кажам дека е потешка и после другарките ми се говорат ептен ти е тешка, 3-ти месец отиде да скијаш, не се прибра цело лето, се качи и на падел, значи ептен ти е тешка. Па можеби само летниот период дека го минувам со горештини и со високиве температури, за разлика од Вања цело време нели беше зима, есен некако. Само тоа можам да се пожелам, иначе друго не. Како успеа да одржиш вака линијата и колку килограми качи во бременоста? Еве и првата бременост и оваа, јас губам апетит. Тоест немам голем апетит додека сум бремена, за разлика кога не сум бремена, кога не сум била бремена, јас сум гурман, сакам да јадам, значи не количински, туку сакам да пробувам различни вкусови. Вежбам, избегнувам солено, не јадам многу јаглерохидрати, леп или паста, повеќе протеинска диета, нормално модифицирани некои вежби што се прилагодени за трудници. Дали се тоа всушност некои навики кои што ти останале, претпоставувам, кога ја градеше кариерата надвор од државата, па и откако се породи? Да, точно. Многу пати сум рекла дека потекнувам од спортско семејство и да не се занимавам со спорт, дали тоест рекреативно стварно би било чудно. И кога почнав нели да се занимавам со манекенството пред не знам веќе колку години. И за тоа ќе позборуваме подоцна, така. Навика ми е. Исто како што ми е навика нели на сите да станеме, да измиеме лице, заби, мене така ми е вежбањето. Во 9-ти месец од бременноста вежбаше. Кога се слушнав моној пат да се договориме за интервјуто, е чекај да завршам со вежбање. Како изгледаат вежбите на една трудница? Што можеш да правиш, што не можеш? Да, па мислам 21 век е све измислено, све има на YouTube. Најчесто правам јога за трудници,
правилно дишење за да ме смири на пораќе, затоа што и првото беше природно и овој пат се надевам дека ќе издржам, да, природно ќе се породам. Тегови и машини многу ретко, тоест никогаш не сум користела, секогаш сум вежбала со своја собствена тежина. Пешачам многу, летово доста пливав. Тоа. Освен вежбањето, да им помогнеме ви на дамите, нели, не само ние што се бремени, туку и оние кои што сакаат убаво да изгледаат со оглед на тоа дека си топ модел, и претпоставувам дека постојано се грижи за своето тело. Кои се идеалните комбинации, да речеме, на храна за да може да го доведеме телото во ред или барем да го одржуваме? Па, сега ако почнам да зборам за храна, ќе кажат на телевизија, леле, лаже, ништо не јаде, што стварно јадам. Так. Но имам среќа што имам и брз метаболизам и нормално детето нели јаде исто. Еве на пример доручкувам мусли со јогурт, чаша јогурт, или 2 варени или пржени јајца, 2 со сладина, затоа што... Па тоа и не е така лесна храна, јајца со сладина. Па да, ама јас никогаш не грицкам нешто помеѓу оброците, затоа што сум приметила на мене тоа грицкање снекинг, кажано, нели, мене ме дебеле. Ручам, ја многу сакам манџи, морам да признам, значи ако имам компир манџи или боранија со месо, ќе изберам тоа него некој си хамбургер или плескавица. Манџи ми се пред се за ручек. Избегнувам леп со салата свежа и вечерам салата или риба. Само здраво се хранам, значи ништо не претерувам. Добро, може да биде и добар совет за идните мајки, така да не се плашат дека не значи дека во бременоста ќе се точно така. Дека мора да се качат многу килограми. Колку те промени мајчинството? Едно дете имаш, кај да е, ќе дојде и Кира, да. Со ништо не ме промени, само безгрижноста ми престана. Така. Веќе јас не сум на прв план, Вања ми е на прв план, еве сега и Кира ќе биде исто на тоа место, само безгрижноста ми заврши, ништо повеќе. Затоа што секогаш викам среќна мајка, среќно дете, од ништо не сум се изолирала или не сум кажала стоп сега за мене, па малце повеќе нели да се вложам во мајчинството, затоа што мајчинство тоа доаѓа од внатре. И мислам дека кога кога затруднев и кога требаше да се продам на мајка ми викав, мамо, ја немам мајчински инстинкт, ми вика, кој мал ке ти дојде? Така што тоа све е спонтано. Но колку, на пример, успеваш да најдеш време за себе, нели, и за детето, меѓутоа еве и да бидеш со сопругот, да излезете некаде, да излезеш со другарките? Па прилично многу мирно дете, морам да кажам, и затоа се осмелив, се осудив одма после него и на второ. Колку години има Вања? Вања има 2 години, 4 месеци сега ќе бидат разлика. Си оди во градинка, затоа имам слободно време, или од сабајле до 3-3,5, а бабите се тука број 1 за помош, морам да ја пофалам и сестра ми, која со среќа секогаш сака да го чува, затоа што Вања многу ги сака внуците и они него па го чуваат. Кога сега поретко излагаме со Цобе навечер, или он ќе искочи, Цобе е феноменален татко и тука морам исто да се пофалам. Така што или он, па јас дома го чувам Вања, или јас искачам, па он го чува Вања, но се помагаме еден со друг. Колкава поддршка ти е, Цобе, во односно на кариерата претходно и сега еве со децата? Не знам кога се роди Вања, ти помагаше во бањањето, во менување на пелени? Јас сум малце груба и крута со моите раце. Така? Тоа не е исто фамилиарно, ќе кажам, така што Цобе до 3 месеци он го бањаше, мада ние немаме мајшки женски работи, не знам мајка работа, освен или нормално доењето, тоа не може никој да го замени. Немаме сега ова таткот или сега ова мајката. Работите ги правиме заедно. И ден денеска помака, дури и ден денеска он еве повеќе го бања ако веќе станува збор за тоа. И како почна љубовта со Цобе? Ајде ќе тргнеме од тоа. Зошто не направивте свадба? Сум заборавила како почнала, затоа што или може би ако те 11 години, ете ние сме колку години сте заедно? 11 години сме заедно. Па не направивме свадба, проста причина затоа што прво и он ме побара во болница.
да тоа стварно го немам Така? кажано. Он ме побара во болница кога Вања се роди. Никако јас па не сакам, за мене е тоа стварно глупост, на најубавиот и најсреќниот ден невестите да се трудни да не може да се изнаиграат, изнарадуваат со пријателите. И после тоа рековме, ајде, ќе направиме некогаш, ама ете. Не дека сум против, немам ништо против, но јас многу не сакам да сум во центарот на внимание и за тоа едноставно рековме кога ќе решиме да правиме нешто некогаш. И моите се исто се сложија за тоа што јас тоа викам, прво моите не правеле свадба. Другите тетки Да ти потекнуваш правеле. големо семејство со тетки. Да, твоите не правеле свадби. И од татко ми страната, и од мајка ми страната, сите правеле свадби, освен мајка ми и татко ми, само биле матично и на ручек си ги однеле најблиските. Вие го направивте истото? Не. Ни матично? Ние ништо. Им заштедивме пари за поклон. Така, значи не го склучи ни граѓанскиот брак? Не. И? Ама види сега по новото правило, нели како е од една година, ако си во заедница или 5, не знам колку беше, и кога ќе раскинеш, нели не разведеш, исто треба имаш право да си побареш што сте стекнале заедно. Што значи дека си го задржи своето презиме, Катерина Ивановска, така. Али моите деца ќе бидат Стојанови. Како почна љубовта со собе? Ама стварно не може да ми текне, баш кај види сега. Трудна сум 9 месец, она baby brain. Како почна? Па не знам, најверојатно се запознавме во некоја дискотека, ни се сретна погледите, инстантно се заљубивме и тоа беше тоа. Јас знаев дека, и ова е исто смешен факт, дека јас знаев дека Цобе ќе биде татко на моите деци, моите другарки ми се смеа, важи, као кој останал со првиот дечко. Аха. Викам, јас ќе бидам еве првата, ако треба што ќе остане со првиот дечко и така се случи. Во времето кога се запознавте со Цобе, добре, ти беше многу популарна твојата кариера, беше во нагорна линија. Како тој се носеше со сето тоа? Нормално сите мажки, мажи, ќе кажам, колку ти бил поддршка во она што го проблем со поуспешни, так. Ајде не поуспешни од нив, сакам да кажам успешни и амбициозни жени. Секогаш така малце се осеќала од тоа ривалство, но не, Цобе е супер затоа што со Цобе можеби имаме иста приказна до некаде, он све што стекнал до ден денеска стекнал сам. Така. Јас исто тоа све што сум направила сама, но со огромна поддршка од нашите родители и од нашата фамилија. Така што во тој поглед сме тука заедно се поддржувавме еден со друг. Да те вратам на почетоците на твојата кариера. Се сеќаваш ли како започна целата твоја манекенска приказна? Тоа беше со изборот Look Model Search во Македонија, каде што го освоив првото место. Таму во Варшава се одржа... Добро, како реши да се пријавиш на тој избор? Многу често ќе ме прашат дали е ова твојот сон, дали го живееш. Не, значи никогаш ова не било мојот сон и никогаш не било избор. Како прв избор ќе стана манекенка, како што кажав, потекнувам од спортско семејство и секогаш сум мислела дека ќе бидам не знам дали тенисерка или одбојкарка, например, дека тренирав и тенис и одбојка. Многу случајно ме видоа другарка ми Ана Стојановска, она се пријави, бев со неја да и правам друштво, случајно и мене ме повика да се потпишам, ја реков луѓе, значи јас не знам дали жива ќе дојдам, затоа што всушност моите се против манекенството. Како реагираат и твоите родители? Многу против, ама нели кога не си доволно информиран, и луѓето во Македонија имаат една слика за тоа и никако не можеш на родители да им го искорениш од глава. Ќерка ми манекенка. Така? И победив случајно тука, од таму изборот имаше на интернационално ниво во Варшава, победив и тамо. Бев во неколку агенции што не ми се допадна и реков ова веќе не е за мене, тука престанав. Но во Њујорк кога бев, Мартина Павловска, сестра ми ја препозна Мартина Павловска, тогаш првата манекенка која замина во Америка и што имаше одлични успеси, она е уште во Women агенција, ме запозна со директорот, со менаџерот Дејан Марковиќ, па потоа тој ги повика моите во Белград со мене, дали се спремни да ме пуштат
За Њу Јорк зборуваме сега, така? Да, за Њу Јорк. Колку години имаше тогаш? Леле, многу бев мала. Прв пат кога стапнав во Америка, имав само 16 години, но за неколку дена понев 17 години. И мајка ми тогаш, сестра ми, да, тогаш дозвола, татко ми се потпиша. Затоа што викаше, јас ја изгубив шансата како ракометар да играм во Холандија, сега на мојата керка, така? ки овозможам, да. И сестра ми тогаш и денеска се смееме, леле, големата сестра, со тогаш не само 24 години. Бебе? Да ме чува, да. Заедно отидовте во Њу Јорк на почеток? Да, заедно. И дојде во Њу Јорк? И ништо, и после тоа Њу Јорк, Милано, Париз, јас си почнав да си работам. Колку можеше или не можеше да се најдеш во целата таа приказна? Види, јас сум многу во стил не тврдоглава, ма тоа што веќе сум го почнала, така? ќе го направам. Па, макар и ме стискале 30 седмица кондурите на ревија, Така? ама тоа што сум го почела ќе го довршам. Така што, види, ми беше како окей, работа ми е, ќе дојдам, ќе издржам од 7 до 4 во канцеларија. Мене Њу Јорк така ми беше канцеларија, од 7 до 4. Така што стварно ми беше убаво. Колку време живееше таму? Епа, значи се вратив после во Македонија, завршив средно, затоа што не можев да патувам. Мајка ми многу често знаеше да ми се враќај се назад, не ме брукај, ке ти збркаат од средно, добро. А менаџеров средна школа учеше во Корчагин, така? до трета, прво, второ тромесечие, после тоа се префрли во ISM, American International School of Macedonia. А менаџерот потоа ќе ми каже, Катерина, Вог те бара, 12 страни, една девојка само ти, а мајка ми од таа страна, враќај се, не го слушај Дејан, хаос околу мене. И реков во ред. Што се случи на крај? Сликаше за Вог или ја послуша? Ја послушав мајка ми, така? но потоа ја снимав неколку пати за Вог, но не за италијански сама. Јас снимав за италијански Вог, но не сама, бевме група девојки. И потоа кога напунив 18 години, се пресели во Њу Јорк, живеев 10 години, патував постојано, најчесто се нарекував себе си стуердеса, затоа што постојано патував, ги знаев сите аеродроми, ги знаев сите лаунџови на аеродромите, дури некогаш ако ме прашаше некој, јас бев инфо главно на аеродром, живеев во Куфер, ама ми се допадна. Како е да се биде на модните писти и да се работи со светските тоа беше многу давно, јас веќе 6-7 години не работам модни писти, но зборувам за тоа време. Беше на модната ревија на Валентино, на Лакос, на сите. Значи наскоро на сите сум била. Јас многу повеќе сакав ревии затоа што некако имам контакт и со публиката, директен. Така? Но не знам, сите луѓе тоа ме прашуваат, леле колку е гламурозно, леле тие шминки, леле. Дали е навистина толку гламурозно? Значи воопшто не е гламурозно. Гламурозни се тие 15 секунди кога искачам со прескапи фустани, со преубави шминки и фризури на мене. Ама за сцената? Али за сцената тоа е влечење, тегнење, бришање на кожата, па црвенила, па стегање на корсети, па мали кондури, па од еден кастинг брзање на друг фитинг, па од еден фитинг каснење на друга ревија, па многу често знаат да се налутат, па да те одбијат, а на девојче од 18 или 16 години да му кажат извини ти не си избрана затоа што другата до тебе е поубава, е малце шок. Често пати, нели, морате да снимате фотосесии во кои што сте разголени по бикини, без облека и така натаму. Твоите први фотографии кога се појавија, како повторно ќе се задржам тоа, како реагираше нашата околина, со оглед на тоа дека веќе не е табу да се облечат нели манекинките или актерките пред камера? Еднаш само сум снимала, ќе кажам топлес, нели без горен дел, никогаш не сум била гола. Тоа беше за шпански Вог и кога дознав дека ќе снимам се утепав од плачење. И само една слика искочи гола. Случајно моментот кога искачам јас од вода купачот и таа ја искористија, а за другите сите голи слики викнаат друга манекенка што ја криеа со капче. Така. Сега гледано од сега, од оваа гледна точка,
Види, мајка ми и татко ми живеат во Македонија. Не се скандинавци. Так, так. Така што на нив кузне колку им било тоа терет, но никогаш мене не ми префрле затоа што знаеле дека само ќе направат лошо мене да ми биде повеќе, така што секогаш ме поддржувале во све што работам, но и јас сум се консултирала со нив. Да ја оставиме манекенската кариера од она време на страна, што ќе биде откако ќе се породиш. Рече, ќе работам паралелно и ќе гледам деца. Дали веќе имаш некои понуди за војдина или на тоа ќе мислиш од... Јас повеќе не работам, реви тоа некое веќе долго време и моментално повеќе сликам каталози, Так. а ние каталозите во нашиот бизнис ги нарекуваме money jobs, тие што носат пари, а на крај сите сме ние таму нели за заработка некоја за екзистенција. А моментално оваа ми е единствена. И така што да, веќе имам закажано за март, април, откако ќе престанам да дојам. Едва чекам да почнам, затоа што навикната сум да работам од 16 години и стварно кога не работам, ја не се поднесувам самата себе и тогаш сум неподнослива и за другите околу мене. Твоето пријателство со Тамара Тодевска по пејачката, меѓутоа на големо се пишуваше за тоа дека бевте еден период скарани. Колку има вистина во тоа и дали на вистина бевте скарани па се смиривте? Јас никогаш не се карам со никого. Така. Едноставно она тогаш беше трудна, незините планови се сменија, беше повеќе околу детето, јас бев во Америка, иначе ние се гледавме постојано. Така. Јас си бев на свадба на Тамара. Се дружите и сега? Сега се дружиме. Еве вчера бевме заедно на роден ден. Се појавуваше во спотови, меѓутоа еве го баш и сега оди. Беше дел од односно имаше главната улога во филмот Трето полувреме со Сашко Коцев. Како испадна целата оваа приказна? Многу сложено. Јас тогаш бев во Њу Јорк, они бара глумица, мене ми се јавија. Јас реков, дечки, јас сум на турчик, значи чекајте малце, ако сакате да земете глумица која не знае да глуми, ќе си спомачите малце, сега тоа зависи од вас. Так. Но морам да признаам, Дарко се покажа како одличен и толерантен режисер и спрема мене многу ми помогна во целиот тој процес на градење на ликот Ребека, но тука беше и Верица Недевска, Така. која ја глуми Жамила. Огромно фала и за нејзе, затоа што она всушност мене ми беше и мајка, и сестра, и учителка тие 3 месеци. Како, откако се беше прикажана премиерата на филмот, како се носеше со... Добиваше ли негативни критики? Имаше ли слушнато коментари во смисла дебро толку глумице, па баш Катерина манекенката да игра во филмот? Ма нормално, па добро, види кај нас, значи кај нас ке... Да, пошто кај нас секогаш се коментира кај нас за се. Точно, кај нас и за глумициве наши македонски што го зборат. Не само за мене што ја воопшто не сум ни глумица, никогаш не можам ни да си пишам придавка актерка, кој што аж многу често знаат да пишат манекенка актерка. Мислам, еден филм сум била, тоа не ме прави актерка. Во никој случај нормално дека се изнаслушав, но поентата е тоа што после овој филм и кога ми направија глумците имаат, ајде да кажам како на CD, делови од нивни филмови, па мене ми го направија Трето полувреме. Така. И случајно во Њу Јорк имаше неколку аудиции, а јас го пуштив тоа, тоест мојата агенција го испрати и јас бев 3 пати на кастинг на Оскаровци големи. Како беше соработката со Сашко Коцев? Леле, супер, Сашко е, јас го знаев и Сашко и предходно, Сашко е супер лик, исто и он многу ми помогна да го совладам материјалот, ќе кажам. Одличен глумец, одличен партнер за на филмско платно. Да. Не си Катерина, како што обично се викаат тука кај нас. Сите ме викаат така, да. Си Катарина. Зошто е тоа наместо тоа? Затоа што имам сестра 8 години постара од мене и се вика Кристина. Кога сум се родила јас, сестра ми рекла, јас имам грдо и долго име и сестра ми ќе има исто такво како мене. Идеме кајде Катерина, но мајка ми рекла никако Катерина, за да ме викаат Кате. Аха. Ке ме крстела како руската кралица Катарина. Ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортер. Фала.